Се наоѓаме во e-училница, на часот по музичко образование за второ одделение. Јас сум одделенски наставник Николина Милевска од Општинското основно училиште Кочорацин од Куманов. Денес на часот ќе зборуваме за правилно држење на телото при пеење. За потчеток да кажеме нешто за музиката. Почитувани ученици, музиката е единствен заеднички светски јазик. Моменти пропратени со музика се пријатни моменти за секој човек. Да се увериме во тоа, ќе ја слушнеме оваа нежна мелодија. Ајде малку да уживаме. При тоа, додека ја слушате музиката, обидете се да го најдете вашиот најприлагоден начин на седење. Значи, правилно да го поставите телото додека седите на вашата столче. Да се запознаеме со целите на часот. Од овој час ќе научите да развивате правилен пејачки став, правилно држење на телото при пеење и кога седите или кога стоите. Да препознавате, презентирате и секогаш да применувате правилно држење на телото при пеење. Ќе се запознаеме преку кратки музички вежби. Под правилен пејачки став мислиме на правилно држење на телото при стоење или при седење. Телото секогаш нека биде исправено. Рамењата да бидат природно опуштени, рацете да паѓаат мирно кога сме во седечка положба, мирно спуштени покрај колена. Нозете да бидат природни при стоење. Главата никогаш да не се наведнува надолу, ниту пак да се крева нагоре. Изразот на лицето да биде одмерен, воздржан, без гримаси. Вратот секогаш да биде во природна положба. Држењето на телото влијае врз пеењето. Исправен врат е многу важно. Така се отвара просторот во кој што се сместени нашите гласни жици. Му овозможува на воздухот да напредува непречено преку нив за да се создаде потребен звук. Еве е на оваа слика најмногу може да воочите кое држење е најправилно. Се разбира, она што е исправено. Ќе презентираме правилно стоење или седење при пеење преку вежби. Ајде да се договориме дека сега додека ќе ме слушате, вие ќе седите на столче. При тоа исправете го телото како на сликата. Ќе се распејуваме, така што јас ќе пеам, а вие ќе повторувате по мене, како на ехо. Подготвени. На 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 na 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 na. Браво. Еве и пример за пеење своја творба. Песната ќе ја пееме по слух.
Ваша задача е повторно да повторувате помена и за да го следите ритамот, нежно со едно раче може да ударате по своето колено во ставот при седење, при пеење. Сака мама уште утре, сака мама уште утре, да ми купи бело кутре, да ми купи бело кутре. Ќе го викам Мило Мони, ќе го викам Мило Мони, ќе му дадам јас бомбони, ќе му дадам јас бомбони. Ќе повторим. Сака мама уште утре, да ми купи бело кутре, ке го викам Мило Мони, ке му дадам јас бомбони. Сака мама уште утре, да ми купи бело кутре, ке го викам Мило Мони, ке му дадам јас бомбони. Уште еднаш. Сака мама уште утре, да ми купи бело кутре, ке го викам Мило Мони, ке му дадам јас бомбони. Сака мама уште утре, да ми купи бело кутре, ке го викам Мило Мони, ке му дадам јас бомбони. Ви благодарам, деца, на вниманието. Трудете се секогаш, кога пеете вашето тело да ја има правилната исправена положба. Само така вашето пеење ќе биде забележано и наградено со аплауз. До гледање!